Продолжуваат игрите со откупните цени и субвенциите од државата во лозарството. Во официјалните соопштенија од Сдруженијата нема конкретни цени, туку само се кажува дека овогодишната откупна цена била за 2 денари пониска од претходната и дека државата наместо со 1 требало да субвенционира со 2 денари за килограм грозје. При тоа винарските визби се недопирливи, бидејќи тие имаат утврдено своји цени и откупот ќе го вршат по нив. Дека се тактизира од сите страни зборува појавата на нови здруженија и на лозари кои имаат различни барања од сродните. Освен тоа, се манипулира и со приносите по единица површина, бидејќи едни сметаат дека тие се намалени за 30%, други за помалку, а трети за повеќе. И додека на највисоко ниво се разговара и преговара околу откупот, приватните лозари кои имаат помали површини веќе ги берат пораните сорти и ги продаваат на граѓани за производство на вино и ракија во домашни услови. Од теренот стигнуваат информации дека во ваквиот промет цените се движат од 15 до 17 денари за килограм од сортите Смедеревка и Вранец, кои практично се најраспространети во државата. Дел од лозарите сметаат дека овие цени може да растат, но постои истравување дека е можно нивно намалување поради намалената куповна моќ на граѓаните и зголемената понуда на пазарот.